Не може да се влегне. Да. Се наоѓаме во село Полето, на имотот на нашиот сограѓанин Давчо Илиевски, кој живее Куманово. и оно за што сме тука е една, така да кажеме, направена штета, како што тој самиот ни кажа, на дел од неговиот имот. Имено како што може да забележите, еве, тој има посадено зимзелени дрвја овде во имотот каде што снимаме, меѓутоа дел од нив се исечени. Сега причината за тоа Не што само тие и натаму. така конкретно е вие сами да ни објасните што се е случило. Па на 27. јануари добив известување дека екипи на Евана ќе дојдат да кројат дрвја овде кај што сметаа на далеководо. И телефонски индиректно, пошто бев во странство, им реков може слободно да сечат, ама да ги скратат гранките. Тие рекле нема да ги скратиме, него ќе ги сечеме од корен. Да не се исечени од корен, ама брутално исечено, направена е голема штета и еколошка, и материјална, и загрозење безбедноста на сообраќајот, движењето по патот, расфрлани се сите дрвја и гранки, дрвата што се исечени поред пат, украдени се веќе не се тука присутни. И тоа се обратив до Евана, до контакт центарот, они упорно ме убедуваат дека согласно прописи и нормативи е вршена работата. Јас им реков дека требало да се кратат гранките, не да се сечат дрвјата и не да се прави неред и хаос околу. И на туѓи имоти расфрлани дрвја, еве не може ни да влеземе овдека. Ние овдека си го наоѓавме својот мир и спокој, сега кога дојдов више не ни се иде овдека едноставно. Што ќе преземете сега? Што ви рекол последно? Ни пративте мејл, прочитавме. Да. Па пратив неколку мејла, консултирав адвокати и натаму ќе тераме постапката за тоа што они не одговарат на конкретните забелешки, него само тоа дека по пропис далеководот морале да го обезбедат. Инаку тука рековте доаѓате повремено. Да, Колку доаѓаме, време како овие дрвја се посадили, така да кажеме? 99-та година. Често имате праќено слики, знаеме како Да, изгледа убаво. 99-та година убаво е, сега малци и визуелно е нарушен изгледот, овие дрвја не може да терат веќе, мора да се исечат до доле, значи. Нема друго. Добро, да се надеваме дека ќе се реши ова некако, иако не може да се врати Не може да се врати. одсеченото, но се гледа дека има хаос. Како... Барав они да го расчистат теренот, значи они, еве, видите, и околу, и по патот, и... Кога им рековте дали има можност да ве почекаат, што ви одговори? Не, они дошле да сечат, после ќе се оправиме. Кој ќе дојде, штогаш. Не знам, што можеме сега отпосле да коригираме, ништо не можеме. Да сме били присутни тука, другачие би било, секако. Значи само оние кои минуваат кај далеководот. Другите... Да, и натаму има исечено доста. И натаму, не, дури тие што не пречат, ама тоа е, ја ви реков, силата е кај вас, аргументите и вистината е кај нас. Значи, они земјата да ја свртат наопаку, они нема да признаат дека се направиле грешка. Да. Тоа е жална ситуација кај нас. Значи од вакви ситуации пораката е да се стрпи некој понекогаш, така ли? Јас им пишав дека они кај што има приватен имот, треба да го сочекат собственикот, да му закажат да дојдеме лично тука и да и отпат едно друго да се регулираме, иначе вака само се прави неред и хаос и на другите се прави штета и безбедноста да се обраќаат неколку луѓе поминувале со возила тука. Имало прилика да се ги оштетат возилата или да предизвикат некоја посериозна друга несреќа. Добро, еве слушнавме дека вие се служувате да биле пресечени гранките, но Да, гранките. еве се Еве гледа... гледате, не се гранките на 1 метар од земја. Значи што смета? Оваа дрва таму опште не смета на далеководот. И овие тука. И тоа таму е. Еве исечено дрвото стои на патот веќе. Може да некој на глава да му падне или на возило.